Македонија се празни. Годишно државата ја напуштаат во просек по 12.000 граѓани. Ако продолжи овој тренд, за 50 години ќе сме помалку од 1.300.000. Негативни проекции на Евростат од Државниот завод за статистика во собранието алармираа бројките сериозно да се сватат и да се преземат мерки. Целта на проекција е да ги видиме последиците и тие кои што се и ќе бидат должни да креираат стратегии и политики и да ги реализираат, да знаат на што може да не очекува. Се разбира, никој од нас, јас прв, не би посакал ниту едно од овие сценарии да се остави во иднина. Би посакал да имаме многу попозитивни демографски трендови, поубава иднина демографска, но мораме да ги отвориме ушите. Позагрижувачки од негативниот демографски тренд е да немате свесност за проблемот, рече шефот на државата. Ја посочи корупцијата како причина број 1 за исилувањето. Овие податоци не треба да не втурнат во апатија, туку да не отрезнат за суштинските проблеми со кои се соочуваат граѓаните, порача Пендаровски. Со намалување на бројот на работоспособно население ќе се зголемува товарот врз здравствениот, социјалниот и пензискиот систем. Во болниците се помалку здравствени работници ќе треба да се грижат за се повеќе пациенти. Ќе се намалува бројот на деца во градинките, на ученици и студенти во училиштата и на факултетите. Понудата на пазарот на трудот ќе се намалува, а економијата ќе стагнира. Освен ако не успееме навреме да ги сопреме овие трендови. Вице-премиерот Фатмир Бетики вели дека проблемот со исилувањето на младите не е од сега, туку се провлекува во изминатите 20 години. Но што направи оваа влада во последните 7 години за да го смени тоа, не кажа. Во 2002 година вкупниот број на млади на возраст од 15 до 29 години изнесувал 480.828 или 24% од вкупното население. Според податоците од 2021 година, бројката за оваа категорија изнесува 326.733 или 18% од вкупниот број на населението. Во рок од 20 години, бројот на млади на возраст од 15 до 29 години е намален за над 150.000 граѓани. Или слободно можеме да кажеме дека оваа возрастна категорија се намалила за околу 1/3. Инаку, според информациите што ги објави Евростат, Македонија е за 50% под просекот на Европската Унија, а од регионот полоши се само Албанија и Босна и Херцеговина. Во рамки на Унијата, највисоко ниво има Луксембург за 38% над европскиот просек, а најниско Бугарија со 31% под европскиот просек.